Умерените врнежи на дожд денеска делуваа смирувачки во однос на интензитетот на водите во коритата на реките и каналите, за разлика од вчерашната критична состојба на поодделни пунктови во Битола и околните села. Одроните на речното корито близу пумпната станица на јавното предпријатие Водовод кај населбата Довличик се стабилизирани со интервенција на механизација и поставување на насипен материјал. Пумпната станица е безбедна, значи нема никакви опасности од излевање на речното корито, а исто така и водата е технички исправна за сите граѓани на општина и другите општини кои земаат вода од Битолски водовод. Од друга страна, собирните канали и реката Шемница, кои се главни реципиенти за полнење на акумулациското езеро Стрежево, со полн капацитет ги влеваат на дојдените води. Оваа акумулација со зафатнина од 120 милиони метри кубни вода во целост може да ги прифати водените ресурси. Во моментот имаме од 15 до 20 метри кубни вода кои што се влеваат во акумулацијата. Деноноќно, односно за 24 часа, можам да кажам дека во акумулацијата се слеваат од 1,5 милиони до 2 милиони метри кубни вода. Колку има? Во овој момент акумулацијата има некаде околу 50 милиони метри кубни вода. После неколку месечен сушен период без врнежи, неколку дневните врнежи со просечен прилив на воден талок од 50 до 70 литри на метар квадратен, земјоделските стручњаци ги оценуваат како можне поволни за есенските култури во Пелагонија. Знаеме дека голем период беше суша, нарочито есенскиот и зимскиот период, а особено се добре дојдени за есенските култури. Забележително беше дека имаше суша во овој период, се забележуваше кај пченицата, посебно на листовите. Според сегашниот билтен, покрај драматичните состојби кај реката Драгор, прелевање имаше на каналите на целото Брусник, кај Дихово и Породин, во близина на тамошната живинарска фарма, а реакции за неажурност на комуналните служби имаше од жителите на село Долно Оризари и Породин.